Вчера градоначалникот на општина Аеродром во контекст на протестите што се случуваат таму, рече дека не може да стави мораториум на градбата по принципот на центар, бидејќи тоа не е согласно законите. Вашиот коментар, по кој основ вие го направивте тоа? Па Советот на општина Центар донесува детални урбанистички планови. Секој детален урбанистички план, бидејќи имавме една таква пресуда од Уставен суд, општина детален урбанистички план може да се поправи со нов детален урбанистички план. Ние донесовме одлука за запирање на 31 за извршување на детални урбанистички планови, се со цел додека да не донесеме нови детални урбанистички планови да ги исправиме. Бидејќи општината е таа која што ги носи, нормално дека може да ги сопре. Тоа е целата моето образложение за мораториумот. И до сега не сме имале ниту некоја жалба, ниту поплака. Има институции кои што ќе го ценат дали е тоа исправно или не. Јас знам дека тоа нешто првпат што се случува во државата, но ние си јасно во одлуката се наведува по кои законски основи се повикуваме ние. Јас не можам да коментирам други детални урбанистички планови на други општини, бидејќи не ги знам добрите или лошите страни, може да ги коментирам деталните урбанистички планови на општина Центар. Ние сме скоро година дена ќе дојде од мораториумот, но веќе 6 плана ни се при крај спремни за да ги дадеме на седница со цел да се исправат сите оние грешки кои што се направени во минатото и потоа како што ќе се носат планови, така ќе се намалува бројот на планови кои што се под мораториум. Постои ли основа зашто тоа што вие сте го направиле не би можело да се направи во аеродром и како град? Прво треба да ги знам недостатоците на плановите за да знам дали може или не може. Значи не сум запознаен со ајде да кажам фактичката состојба што е и на терен, што е и во плановите за да можам да искоментирам. Ние во нашите планови ги видовме недостатоците и тие истите ги наведовме во самата одлука која што ја донесе Советот.